Министерството за внатрешни работи не отстапува своето барање за надоместна штета по незаконската набавка на 300 возила за потребите на полицијата. На денешното рочиште од повтореното судење на помошникот министер за внатрешни работи Ѓоко Поповски, освен сведоци представници на увозници на возила, во судицата на Скопскиот кривичен суд беа присутни представници на Министерството за внатрешни работи. Денешното судење започна со кажување на Поповски дека останува на воведниот збор што тој го даде уште кога започна судскиот процес наречен 300. Представничката на оштетеното Министерство за внатрешни работи Љубица Анчевска во името на МВР го повтори барањето за обештетување. Постојат основани сомневања дека сега обвинетиот сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување и Министерството предјавува штета во висина од 27.894.522 денара. Министерството за внатрешни работи по втор пат ја предјавува истата штета. Првиот пат тоа беше направено уште на првото судење. Инаку до специјалното јавно обвинителство е доставено барање за имотно правен надомест во висина на веќе споменатиот износ. Одбраната на обвинетиот Поповски не беше задоволна од одговорите на Анчевска и побара таа да биде дополнително повикана за да даде одговори на сите нивни поставени прашања. Судиката Добрилака Царска го одби овој предлог и кажа дека повиканата, како оштетена во постапката, не е должна да оставува докази, односно дека тоа е обврска на странките во постапката. По оваа сугестија на судот, адвокатите се откажа од распит на неколкумина повикани сведоци. Продолжението на повторното судење за набавката на 300 возила за потребите на МВР продолжува во вторник. Обвинетиот Ѓоко Поповски на 12 декември минатата година за овој случај беше осуден на казна затвор во трајање од 9 години и со обврска да надомести 450.000 евра, за колку што е оштетен државниот буџет. Поповски за случајот Тенк, односно за набавка на блиндираниот Мерцедес, беше осуден на дополнителни 6 години затвор.